Драги мои, имам голема чест да имам скопјанец, македонец, кој живее во Австралија, кој е светска личност. Во смисла на тоа што неговото занимање е дизајнер и ги постигнал, мислам дека сите најголеми успеси во таа гранка. Ѓоко, ќе ми кажеш ли повеќе за себе и на гледачите да им дадеме можност да те осознаат, иако мислам дека лично требале многу повеќе да те знаат и да се пишува за тебе. Здраво, фала за поканата, Гордана. Колку има едно 20 години како не сме се виделе? Нема. Во главном се допишуваме и се договараме да се видиме и никако. Контакт, ама не сме се виделе вака едно 20 години. Дефинитивно. Последно кога работев на промоција за Кокино. Адам од Македонија, Кокино, тие проекти. Од тогаш многу простор помина и сум сега сум во Австралија, ми е втор пат во Австралија. Претходно бев и во Америка, и во Нов Зеланд живеев, и Норвешка, и Англија, и така натаму. Сега сум тука малку, на одмор во Македонија. Па не случајно затоа те кажав дека си светски човек. Некој кој Македонија го има меѓу ретките луѓе кои постигнале успеси во животот, меѓутоа, како што обично кај нас во Македонија бива, многу малце знаат кој е Ѓоко Муратовски одека. Јас сум излезен уште од 1999. Нема како да ме знаат многу, само што сум доаѓал на кратки периоди за некои работи, претежно во приватна посета или да дојдам да помогнам со нешто. Као некои тие проекти што сум ги одработил како Кокино или Адам од Македонија, едно друго така, волонтерски нешто да помогнам, нели да се промовира Македонија. А иначе ја работам на светско ниво со големи корпорации, влади, разни организации, универзитети низ целиот свет. И кога живееш во странство, доаѓаш во Скопје на одмор, ако си од Скопје. Да се издуваш малце. Не, така, мене ми е убаво тука, мене ми фали. Секако. Да. Едноставно сето она што е нешто во своите корени не може никогаш ни да се избрише, нити да се доживее на поинаков начин. Да. На вистина си човек за кого може да се зборува со денови. Едноставно немаме толку време. Немаме ни толку време. Јас имам среќа што те начекав да си во Македонија, ние одамна се договараме и да се видиме и да направиме, ја на стари години почнав и да водаме една емисија која се вика Авантуризам и лично сметам дека представувам личности за кои малце зборуваме или малце знаеме, а треба да го знаеме тоа. Ти знаеш многу интересни теми и за Македонија и многу и пошироко и се, така да ја не знам некој друг што знае толку многу за толку многу работи како ти. Повеќе некој преку 80 емисии имам снимане, може да замислиш 80 различити разговори во кои се наоѓаме да кажеме нешто и што ни е на душа и она што луѓето малце го знаат. Меѓу сето тоа што ти го работиш и она што си успеал во животот, би сакала да направиме муабет за твојата книга за Скопје, за почеток. Добро. Да, сега пишувам една книга за Скопје, тоа книгата е напишана, во моментот е на рецензија, напишана е на англиски, се планира да ја издавам со странски издавачки куќи, со моите издавачки куќи со кои што работам во Англија и Америка. Долги години имам соработка со нив, имам издадено многу книги до сега, во странство. И оваа тема е за Скопје, генерално. Историја за Скопје, но претежно поголем дел од книгата е всушност Скопје по земјотресот и одредени периоди од поновата историја на Скопје. Ова е тема која е доста лична тема за мене, затоа што, добро, прво сум дете на Скопје, второ,
Си поминал извесен период, си живеел тука. Сум живеел, ама и мојата фамилија го има градено Скопје, како што го после тој земјотрес, како што го знаеме Скопје од тој период. И за мене тоа е, го чувствувам, да кажеме, Скопје два пати како моје. Едно како што сум роден тука, едно е како што мојата фамилија има играно клучна улога, членови на мојата фамилија. Напомени ги, бидејќи заслужува да се знае тоа. Па еве, например, чичко ми Владо Муратовски, он првично пред земјотресот е градоначелник на Кисела вода, по земјотресот он станува заменик директор, па потоа генерален директор на Фондот за реконструкција за Скопје. Он го води тој фонд 10 години. Потоа, следните 10 години, потоа е председател на извршен совет на град Скопје, се додека не се пензионира или така нешто, мислам, средни 80 години. Значи, он ги има водено и менаџирано, и координирано, и финансирано сите тие капитални објекти што се градени во Скопје, плюс езеро Треска, плюс Браната Матка, сите тие, значи, најкапитални проекти се водени под него. Дедо ми Ѓорги Муратовски, он ги има водено, он е економист од тоа време, пред земјотресот, он беше директор на Југобанка. Потоа он има работено на создавање исто големи капацитети и пред и потоа, што се економски капацитети, директор на Алкалоид, долги години им го има водено Алкалоид, а потоа он го има водено и Скопски саем кога е основан. Тоа се клучни такви за економски развој, нели институции во Скопје тој период. Браточет нивни Кирил Муратовски е еден од главните архитекти на градот тој период. Он има работено на дизајнот на музеј на Македонија, зградата осигурување, домчето Тафталиџе, школката во парк, многу други проекти. Он потоа станува и генерален директор на Македонија проект. Така да он и со Кензо Танге е вклучен во разработката на мастер планот за Скопје. Така да тоа се неколку допирни точки клучни за градов. Така да за мене јас сум бил дете кога се градел тој град и кога сум растал. Меѓутоа си живеел во таа средина, во тоа создавање, макар со мисла си бил. Не сум разбирал тогаш што значело тоа и што правеле овие луѓе. Да. Сега кога разбирам, кога работам исто такви големи проекти, големи работи, сега многу добро разбирам, сега ми е криво што не можам, кога они сакале да ми кажат некои работи, јас сум бил тинејџер, не ми интересирало, едно друго. Сега кога сакам да ги прашам многу тие работи, нели што, како ги воделе, како ги терале тие работи, сега не се живи веќе, не можам. И таа една книга сега што ја пишував беше со архивски документи, што од нашето семејство, што од Обединените нации, што од архивите на Џон Кенеди, што од архивите на Маргарет Тачер и дополнителни така се информации што можев да најдам, за да ја склопам таа една приказка, зошто всушност Скопје е градено како што е градено. Ние стално збориме поради земјотресот. Земјотресот е еден момент. Скопје не е изграден како што е изграден поради земјотресот. Многу е поинтересна приказката за Скопје. Скопје, да кажеме вака, земјотреси имало и пред Скопје, и имало по Скопје. И ки има. Такво подрачје е трусно. Не само тука, низ целиот свет. Не, зборам за Скопје. Ама таков глобален проект како Скопје поради земјотрес не е направен. И до ден денес Скопје останува еден од најголемите и најамбициозни проекти на Обединените нации, што тука не знаеме. Зошто се случува Скопје како што се случува? 1961 година се дига Берлински ѕид. 1962 година се случува кубанската криза, каде што
Советски сојуз и Америка доаѓаат до еден таков раб на конфликт, на нуклеарен конфликт, каков што дотогаш немало во светот и се уште немало. И тие се тие едни 14 дена кога светот не знае што се случува. Јас имам еден пријател, они се англичани и австралијанци, возрастен човек, татко му е 2 пати правен витез од кралицата Елизабета, он е голем дипломат и мојов пријател, он е возрастен човек сега, но пораснал со татко му по разни амбасади во светот. И он ми има кажувано дека во тој период сите дипломатите со семејствата тие 14 дена седеле на аеродроми низ светот, британските дипломати, чекале да им се јават дали има нуклеарна војна, за да полетаат, за да не се на земја, за да бидат безбедни во воздух. Не во воздух, со авионите. И, значи, толку многу сериозен тој момент се проценува. Се смирува тој момент, едвај, со посредство на Обединените нации. И неполна година по тоа се случува земјотресот во Скопје. Сега се склучува во Скопје Југославија, не во Скопје Македонија. Југославија е земја основач на Обединените нации и е основач на неврзаните, на движењето на неврзаните. Тито е светски лик кој што има многу има голема почит, имаат голема почит кон него. Југославија е помеѓу Советскиот сојуз и помеѓу Америка во тој период. Има еден идиом во политички кругови каде што се вика дека добра криза не треба да се остави да помине случајно. И оние гледаат кризата, хуманитарната криза во Македонија, тој период во Скопје, како една можност да се донесе светот назад, да се направи еден ресет на светскиот мир. И поради тоа што е таква, независна земја во тој период. И затоа тогаш се ангажираат толку многу сите земји. Тоа е земјотресот е само причина, они го бараат, тоа е само повод, но вистинската причина е всушност дипломатски одговор, каде што може преку една хуманитарна мисија светот да дојде заедно. Во тој период 80 земји, преку 80 земји го градат Скопје. Во период кога Обединените нации има 99 земји. Значи скоро цел свет доаѓа тука. Ни викаме Скопје е градот на меѓународна солидарност. Ама Скопје е всушност град на надежта и град на мирот и е дипломатски град. Ова е огромен дипломатски потек. Чичко ми владот тука ги има пречекувано и Маргарет Тачер, и императорот на Јапонија со принцезата, и председателот на Кина, и Тито на секој доаѓање во Скопје. Пред ГТЦ. Ние денеска не можеме ни да замислиме, дека такви некои гости би доаѓале во Скопје. Но тогаш тоа било сосема нормално да доаѓаат светски лидери во Скопје. Тука се правело дипломатија. Многу работи, значи начинот на кој што е граден и како е граден Скопје, до изборот за архитекти, до кои се вклучени во проект меѓународно и домашно, ништо не е случајно. Всушност, Скопје како што се градало, коштало 4 пати повеќе него ли они само да го санираат градот и да го вратат во првобитна некоја подобрена првобитна состојба. И тоа е многу свесно е решено. Дека они биле спремни да потрошат 4 пати повеќе пари. Обединените нации из цел свет и Југославија. Југославија плаќа многу голем дел од се тоа што е градено во Скопје. Но све се тоа символи.
И све се тоа идеја. Скопје требало да биде еден универзален светски град модел, утописки модел, каде што најновото во урбанистичкото планирање, најновото во архитектурата, најновото во менаџирање на кризи, многу други такви моменти тука првпат ќе се направат. Тука имаме институции кои што се направени, например, или први во Европа, или први во светот, благодарение на тоа, што ние не ги знаеме дека, нели сега, многу луѓе не знаат дека такви институции се основани поради тоа првпат во Скопје. Дури изборот со Кензо Тангеве, например, викаме Кензо Танге го правил планот, не, дел има само правено план, само на центарот, и тоа не било ни отворен конкурс. Тоа биле специјално по покана луѓе кои што учествувале, значи немало отворен конкурс, тоа биле поканети. Биле и од Скопје, Брезовски, Славко Брезовски, архитектор, тогаш во тој период генерален директор на Македонија проект, он е еден со негов тим учествува. Меѓу другото, сосема случајно разбрав дека и тој бил од Галичник, со моите фамилија не се имаат пораснато тука, кујки едни до други. Многу интересно како едно од мало село, нели, во планините во Македонија ќе излезат такви луѓе што ќе може да водат такви големи проекти тука. Тоа се интересни работи. Но многу интересно се селектирани тимовите што ќе учествуваат, пола од Југославија, пола од надвор. И сите планови, како е све правено, како е пазено на културното наследство да се зачува, многу интересни решенија како се носени, тоа се многу мислење има. Каде се поставени зградите, зошто се поставени. Сега, например, како се гради неплански е ужас. Затоа што точно се предвидени таму зошто не сме да се гради на одредени локации. Да, јас тоа често го имам. Да, значи се нарушува таа некоја визура на погледот што се има, одредено како се поставувани, тоа се згради одредени како се поставувани, зградот се поставени со одредена цел. И планот е градот да расте. Кензо Танге е одбран од неколку причини зашто да учествува. Прво, добро, он го има правено мастер планот за Токио пред да дојде во Скопје. Значи, ние го имаме тој човек што работел претходно на Токио, сега да го планира Скопје. Има искуство. Тоа е нешто неверојатно. Второ, он го има правено меморијалниот музеј или споменик на Хирошима. Ради тоа е една од големите причини поради нуклеарната, нели, атомска бомба они таму и тука нуклеарна војна, и тоа е една од причините, символично е донесен. А друг дел, член на неговиот тим, па е од Нагасаки. Или обратно беше. Така некако бе, он беше Хирошима и Нагасаки, како и да беше. Но всушност беа луѓе што точно имаат и доживеено и видено што значи, нели, атомска војна. И точно знаат што треба да се направи. И како се градови. И тоа се символично се донесени да работат на овој проект, што е всушност не е ради земјотресот на Скопје, него е за да му покажат на светот, нели, дека треба да се фокусираме на работи што не поврзуваат, него на работи што не оделуваат, а не поврзува хуманитарноста. И затоа е фокусот таков. И ова е за прв пат во Скопје по светската војна, каде што советската војска и американската војска доаѓаат да работат заедно, се сретнуваат. Хрушчев е всушност првиот светски лидер што доаѓа во Скопје. Прв. А Кенеди веднаш праќаат војна болница од Германија, за 48 сати од кога го дава он наредбата, од кога доаѓа, она го прима, више болницата го прима првиот пациент. Тие хангари, ја ги знам уште како дете, се сеќавам. После беа пренасочени, пренаменети кај универзитетот, кај едно, кај друго, кај разни се шетат. Уште може да се најдат остатоци од тие хангари. Интересна друга работа што открив, ја најдов и тајни документи, декласифицирани во американските архиви. За Скопје, за Македонија, за Југославија, за Тито. Тоа ќе биде се во твојата книга?
како они што гледале, што размислувале, зашто. Тито потоа оди да го посети Кенеди во Америка. Неколку месеци по ова и разговараат на две теми. Една тема е за да не се прават нуклеарни тестирања под земја, на вода и во воздух и во Вселената. Втората тема е Скопје. Кенеди сака да му понуди на Тито уште помош во тој период. Тито решава да Тито ја прифаќа, му вика дека повеќе не сака, не им е потребна помош од американците. Најдов многу интересни документи тука, каде што има внатрешни документи каде што више се гледа тензија кај Кенеди во неговата администрација. Некои од нивната администрација, луѓе што се министри, нели, еквивалентно на министри, не сакаат да се дава помош на Југославија, сакаат да ја наплатат таа помош. Они не сакаат прво затоа што Тито нели се поврзува со други комунистички земји и социјалистички земји и тука има некои идеолошки разлики. И не сакаат да му одобрат на Кенеди да даде поддршката. Кенеди не го прифаќа тоа и он тука ја превзима улогата на врховен командант и он подпишува извршна одлука, како сега Доналд Трамп што подпишува, војската на Америка да дојде да помогне со се што треба. Има и многу други интересни моменти во таа посета во Америка, ама најинтересно е дека не полн месец, после 3 недели или така нешто, од кога ова се случува, Кенеди го убиваат. Да. Не сум помислила на тоа. Ја ги гледам, пошто ја правам нели истражувања и како историчар и како сите тие работи. Јас сум и професор и доктор и по општествени науки и историски знам да ги гледам и архиви и сите тие работи, ја пишувам нели истражувања. Ја ги гледам на од многу различни начини. И периодите, затоа никој не ги знае, затоа што овие работи што претежно луѓе се фокусираат на архитектура, на земјотрес, на едно друго. Јас ги гледам геополитички периоди, нели, историски моменти што друго се случува, да можам да ги врзам работите некако на поинтересен начин, да разберам што точно се случило, не само делови на што се случило. И така, Скопје има некои неверојатни работи. Дали сме доволно свесни за таа ситуација и дали доволно сме се сме дале почит кон сето тоа и сме ги научиле помладите генерации што тоа значи? Не. Еве, како што гледаш, све е уништено, све е заборавено, све е преградено и прескриено. Една шака луѓе дали знаат овие некои работи, архитекти од архитектонски едно друго, луѓе што се посветени на таа проблематика ги знаат. Други не. И тоа е многу голема грешка. Нас ова на тасна ни е дадено. Нели? И тие врски со светот, и ситуацијата во која се наоѓава. Па еве сега дел, например, од овие згради бруталистички, што некои луѓе не ги сакаат, па после се градеа, нели, се криеа, се правеа. Па тие се изградени од луѓе на кои што Џон Кенеди им дал стипендија да одат во Америка, во Йейл, да специализираат една година да поминат со најдобриот архитект во Америка и потоа со еден од најдобрите архитекти во Њу Јорк, кинеско-амерички архитект, на пракса за да се вратат да ги изградат тие згради. Тоа е светско културно наследство, не европско. Јас студирав архитектура и морам да кажам дека никогаш не се бавев после тоа со архитектура. Едноставно се она што ме учеа, обратно се случуваше во пракса. Епа, сме имале тој период кога сме го имале најдоброто и сме имали архитекти кои биле меѓу најдобрите во светот
И имало тој еден период кога Скопје бил центар на светот. И тоа не е шал, тоа не е муабет. Тоа е центар на светот. Епа, после Тито, нели, умира, 81-а, овие други луѓе више се пензионираат, 82-а, 3-та, 4-та, и више се губи тој еден моментум. И после почнува распад на Југославија, и така натаму, и више све излегува вон Дали сме имале среќа што во тој момент сме го имале Тито? Сме имале многу среќа. Мислам дека многу поинаку ќе се одвиваа работите во Скопје, да не беше тоа. Да, и да не беше таква политика која тој успеа да ја спроведе. Нема, ова ќе било една урнатина. Немало да има. Мислам, Скопје ќе се дигнало пак, види. Да, дефинитивно дека ќе се дигнало. Скопје е еден проколнат град. Ова, значи, све што се случува 2500 години. Скопје постои 2500 години. Пред Христос, пред Александар Македонски, пред Рим. Скопје постои од самиот почеток на западната цивилизација. Дардански град. Прво е Пајонски, па Дардански, па потоа уште едно 40 пати е освојуван. Од норманци, од готи, од средновековни бугари, средновековни срби, албанци едно време го завземаат Скопје, римјаните. Седмата римска легија е пензионирана во Скопје. Да. Ние сме, значи, братучити пола со италијаниве, сега да кажеме. Значи, нема кој не е дошол. Неверојатни приказки има. Скопје, Македонија, ти ги знаеш и повеќе и од мене. Она што е многу битно за Скопје, тоа е на многу стратешко место. Многу. Значи, било од која страна да иде, тој мора, Скопје е раскрсница на сето тоа. Граден, урнуван, пален, поплавуван, рушен. Нема што се нема случајно на овој град. Ние ова што го имаме сега е само едно делче од каков град ова било. Пошто јас како и ти ги имам читано белешките на Евлија Челеблија. Да. Он како го има доживено. На Пиколомини писмото, он како го има опишувано пред да го запали градов, како го има опишувано на и го напушта императорот. со солзи во очите. Не со солзи во очите. Така да кажам. Он ги има изиграно македонците. Македонците, Карпош и востаниците му имаат помогнато на Пиколомини да го освои Скопје. Да. Он е австрийски генерал за светиот римски император, доаѓа тука како дел од последната крстоносна војна. Неверојатна приказка. Да се бори, се води тука, во овој регион. И Скопје доаѓа. Он се поврзува со востаниците на Карпош, кои што му помагаат да го завземе градот. Градот е, он како што го пишува, прекрасен. Вика како Прага е, на величина, и вика има такви градби, такви богатства, вика, што во Ватикан, вика, единствено во Ватикан што има видено такви богатства, како што има во Скопје. Да. Скопје во тој период, добро, има чума. И он го освојува Скопје, ама решава дека треба да оди во Призрен, во Косово да продолжи да се бори. И вика, а македонците, они му помагаат за да се вратат, да си го земат и градот. И он ги остава. И он им вика, јас си одам. Не само што си оди. Вика, јас ќе го запалам градов за да не им оставам на отоманците ништо. Да нема ништо позади, за они ако се вратат, да не најдат ништо. И тука македонците се чувствуваат многу предадени.
И он ги остави тука, го пали градот, 3 дена гори, Скопје, он наводно седи и го гледа, 3 дена гори градот, све се уништува, пепел, и он си продолжува. Ама, Скопје го има последниот збор, баш пред да го запали, он фаќа чума во Скопје и умира на пат на кај Косово. Отоманците се враќаат, ги фаќаат, нели, убиваат, кого фаќаат, Карпош со семејството ги фаќаат и го бесат кај Камени мост на дрво. После многу мачење на све живо дело. И интересни приказки. Евлија Челевлија како ги опишува исто одредени работи од архитектурите и све. Он неверојатно многу има шетано. Нема 40 години патувал низ целата Отоманска империја. За жал имав едно снимање, не знаеше никој да ми ја каже улицата, не со неговој. Тука е упак. Знам каде. Ја најдов, меѓутоа не сме му се одолжиле на начинот на кој заслужува. Па, да, има напишано има напишано дел од Скопје што ние без тоа не би знаеле како изгледал. Да. Тоа било велелепно нешто. Он баш го опишува, вика, калето и ѕидовите на калето и тој дел, вика, биле од најголемиот, вика, мајстор архитект, вика, направени. Значи, они кога дошле, не го правеле они го така го начекале од византици и од после од српските цареви, српскиот цар Душан е крунисан во Скопје. Едно друго и вика тие ѕидови, вика, се така, вика, неверојатно направени, вика, ме потсеќаат, вика, единствено, вика, имам видено, вика, таков квалитет, вика, Акрополисот на Платон. Вика, во Грција, што има видено. А вика, од градови он бил од Багдад до Сирија, до Сараево, кај што најдалеку иделе, до Крим, значи 40 години патувал. Ова е, вика, еден од најубавите градови што воопшто го има видено. И да, Скопје бил еден од најбогатите градови во Отоманската империја 15 век, ама и бил и град со најголемиот пазар за робови. Да. Тој период, каде што најевтин и најголем пазар за робови бил. Дали сме му се одолжиле на Скопје онака како што заслужува? Иде периодот, сега ти кога ми кажуваш вака, периодот на градоначалникот, првиот градоначалник на Скопје. Пенов? Ристо Пенов? Не. Од претходно. Ој мислев од независно Скопје. Михајловиќ, како галичанецот, кој дел од зградите, куќите, населбите се уште се од негово време. Едноставно исто човек кој има една мала уличка во Битпазар, нема ни споменик, нема нити се знае, нема фотографии кои ќе влезеш во кабинетот кај што се сите градоначалници. Ние немаме однос ни кон луѓето кои заслужиле за Скопје, нити пак имаме однос кон градот кој е едноставно нешто на што треба да бидеме горди. Да. Тоа е повеќе затоа што не се знае. Знаеш, и еве ја кога сум бил мал, луѓе збореле Старо Скопје. Тоа е мит. Кој е Старо Скопје? Ристичева палата и официрски дом? Девар мало 5 згради дали имало тоа Старо Скопје, европска архитектура. Скопје е ориентален град. До отоманците, до 20-та година, Скопје таму до 20-те години е ориентален. Скрос му е ДНК-то променето. Тој бил и римски град, и све, и овакво. И му се менувала, нели, му се менувал ликот на Скопје без прекин. Ама тој еден период е ориентален град. Чисто ориентален град. Кога српскиот крал го зима Скопје, он дава, вика, да се направат тука неколку згради, вика, да личи ова дека е сега Европа, нема више отоманци тука. И на местото каде што е официрскиот дом, каде што бил, пред тоа има всушност таму стоела, сега како што сум читал, таму стоела можеби најубавата џамија во Скопје, каде што он ја руши
потполно исто отоманците прават полно пати ќе дојдат и отинеат ќе разрушат што имало српската палата на српскиот цар на Кале до темел ја изрушиле, што била велелепна градба. Он сега им ја руши најубавата џамија и тука си го прави офицерскиот дом. Значи се прават неколку згради. Тоа трае 15 години тој период. Не е тоа се мали детали додадени на Скопје. Кога се руши, Скопје се рушат неколку тие згради. Не е дека Скопје имало некаква си европска архитектура што ја снемало. Има и една друга карактеристика на Скопје, тоа се земјотресите. 555, ако не се лажам, 16 век, почетокот, овој 63. На секој 500 години еден земјотрес. Кои дефинитивно прават разорување на ова место. И Скопје по мене место кое едноставно само од себе заживува, паѓа, пак заживува, пак паѓа. Нешто што не знаеме да му вратиме. Нешто што не сака да се предаде едноставно. Не се предава. Има многу интересен еден параграф во книгата на Обединети нации 1980 година во Њујорк е издадена книгата. Таа се смета за најрелевантен, најдетален документ за Скопје како градено. Значи тоа е 5 години по почетокот на изградбата на Скопје, они ја издават книгата во Њујорк. Многу добар еден детал пишува, вика за колку е жилав македонскиот народ. Значи, они све знаеле. Сега нас може да ни зборат глупости, вака било, така било, не било. Све се знаело, целата историја за Македонија ја знаеле, ја имаат во Обединети нации. И тука ја објаснува. И објаснуваат колку напатен бил овој народ и колку жилав бил, вика, народов. И вика да бил некој друг народ, може би Скопје немало да се изгради како што се изградило. Вика, не се предава едноставно. Не се предавале. Сега не знам, сега може да се предаваат, ама не се предавале тогаш. Па искрено речено, мислам дека се почнува да се предава. Да се вратиме на Скопје за некоја иднина. Скопје е град на културата 2028. Да. Колку сме подготвени и колку сме свесни што е тоа што е значење. И колку сме свесни дека Скопје можеме да му го покажеме на светот и на луѓето кои ќе дојдат. Па бевне на дебата пред недела-две, градоначалникот беше тука за Скопје 28 и му кажав неколку од овие моменти за Скопје, дека Скопје е повеќе од град. Мој предлог е всушност, и се надевам ќе имам пак прилика да му спомнам на градоначалникот, јас мислам дека Скопје треба да го искористи овој момент и не само со градоначалникот, мислам и премиерот и претседателката треба да се активираат, затоа што ова не треба да биде прослава само за Скопје, овдека треба да го поканиме, да ги поканиме земјите од целиот свет, што помогне да се изгради Скопје, затоа што Скопје е и нивни град, тој бил, они го платиле Скопје да биде нивни град и наши нивни, светски град, и ја мислам дека ова треба да биде, да се направи една како меѓународна манифестација. Скопје, град на светот, е и град на културата во Европа. Мене многу ми пречи таблата Скопје град на солидарноста која стоеше на влезот од Стара чаршија. Не знам кој се најде паметен да ја извади да едноставно таа не постои. Не сум ја видел. Па некаде 80-тите години, ако не се лажам, ја извадена. Вчера бев да го видам, бев на мостот Обединети нации. Да. Сега живеам таму, имам стан одма до мостот. И бев, и сликав, сега и за книгата сликав. И мост Обединети нации седи знакот искривен и изљуштен. Леле, се вика, ова се, ние не знаеме што имаме, тоа се неверојатни работи. Секаде во свет, на друго место, Скопје ќе беше атракција. Како што беше. Ма буквално на секој чекор може. Ќе беше атракција, затоа што ова е, не може човек од било каде од светот да дојде, значи, ќе има нешто каде што ќе најде од каде што е дојден, на некој начин. Например, Тафталиџе како било градено. Еве зошто многу улици има во Скопје, кај што се имја на
други градови. Да. Прво Мексико, не Мексичка. само на тоа. Па да. Не само тоа. Пример Хавана, си имам. Московска, Атинска, било што. Тоа требало да биде како сега ние што имаме концепт Олимписко село. Тоа требало да биде светско село, каде што разни земји има куќи, Своји. нели, ја имам пораснато во куќа, финска куќа, Да. финска барака. Ама таму имало и мексички, и италијански, и какви све не. И Румунските. румунските згради, болниците, значи све. Гоце Делчев, студентскиот дом, тука се, значи, пола студенти се од неврзаните земји, каде што доаѓаат. Тоа требало да биде како светот во мало. Ти да можеш од еден во друг град да отидеш преминувајќи ја улицата. Точно. И тоа е така е замислено, да се чувствуваш, нели, они да го направат Како да таа светот идеја. е дојден кај Светот тебе. е, да, светот е тука, во мало. И ја баш и во книгата пишувам, некам, јас сум одел по Хаванска улица, за да стигнам на улица Вашингтон, кај што сме имале. За жал, Нели, Дрежија пријатели? ме упоменува дека сме при Да. крај на разговорот. Ова нема крај. Нема крај. Дефинитивно мене ми е, јас сум дојденец во Скопје. Значи, после земјотресот дојдов, го доживувам како свој град, меѓутоа ме боли душата за се ова кога зборуваме и кога не знаеме да му се одолжиме. Ја мислам дека 90% од денешни Скопјани појма немаат ни што е, ни како е, нити го чувствуваат како свој град. На жалост, да. А Скопје, нели, скопјани, дојденци едно друго. Скопје е град што треба да пречекува луѓе од секаде. Значи, тоа е замислата на Скопје. Требало да биде добре дојде до сите, добре дојде и сите се чувствуваат во Точно, Скопје. да. Затоа бил измислен на таков начин, така да добре дојде во Скопје. Ја ти посакувам многу успех со книгата. Фала. Се надевам дека ќе имаме можност да се видиме. Издавач македонски за книгата нема. Нема. Нема ни превод на македонски за книгата. во Емилија Челебија кој пишува за Скопје не е преведен, што да кажеме Да. понатака. Така да ќе читаат во странство. Добро, сега е англискиот Да. приступачен до Не, сите. ја така. нарочно ја напишав така. Насловот е Изгубениот град на Обединетите нации. Убаво, да. Драго ми е што направивме еден преглед на Скопје, кој може би 99% скопјани не го знаат вака, како што го презентиравме денеска, и драго ми е што имав можност да те начекам и да се видиме и да направиме муабет у студио. Фала на поканата. Драго ми беше. Драги мои, ја мислам дека уживавте со човек кој е скопјанец, македонец, светска личност, а го имаме денеска во студио.